Абе 100 пати сум ти рекол, значи ја ако фатам косина, не ви влегој од диагоналата, бе, човек. Абе, тој мене ти ми кажел 100 пати, 200 пати. Јас тебе ти имам речено 3000 пати. Лево раче, лево ноđe. Десно раче, десно ноđe. И после тоа се пушташ плуг. Крени и пантолани, бе, види како си протутурен. Шо младина, бе, да му крени ги боди потака. И после јас ти идам со санкава од странично и после тоа тераме надолу. Абе, човек, снег нема. Снег нема, слова нема, сонце немало, севаш нешто младиве ви фали. Снег немало, јаки скијачи што ми се правите на снег. Ајде да ме видам без снег. Ајде да ме видам без снег да ме видам. А што ќе правиш ти со санка, кажи? Јас што ќе правам со санкава, јас имам мој метод. Ти да со овие стапчињава пулисе и гледај си работа. Што метод имаш ме за надолу, имаш метод таму горе кој треба да се претериме, како ќе се качиш? Ја, како ќе се качам јас нагоре е моја работа, ама знаеш како ќе се спуштам? Види ме бате Стефчо, види ме. Види, 200 кила пута земјино забрзување 981, 300 километри надолу. Знаеш кој ќе ме фатиш ти за овие? Никогаш. Ајде качи се горе. Абе, Качи се горе пред мене, ѓубредно. Ајнштајн. Абе ќе те ишлопам да скиш. Абе ќе ти кажам ува, тој мене ќе ми кажел шо како. 74-та година имам лизгано 200. Кај е санката? Без ум останав од ова младина, значи без ум останав. Тој мене ќе ми кажел да санка и за скијање. Кај се? Кај се сам? Чекај да дојдам сега. Чекај да дојдам сега, ѓубре едно. Чекај да дојдам. Ти се не видите. Пу, јазик. Еве ти Стефче, на. Гледаш како е ти без снег надолу? Бе, како е се препрчиш санката Ај, наопаку? не одело по снег. Ќе ми кажи мене дека не одело по снег. Ова ти е four season санка. Имаш пукнат од нервоза. Дојде на место да се изрелаксираме, не е та не. Па не може да вежбам без снег, бе, бате Може Стрезо. да вежбе, се нешто ми фали. Доста, прекини. Дај да се смириме, работа. Ајде. Кажи сега каде ще ходим. Дали ще ходим на Банско, дали ще ходим в Боровец или на Рила или на Пирин. А? Бате Стрезо, ја сегде сакам да вам, искрено ти кажу. Знам ти дека сегде сакаш дојши. Много е убаво, и слушното, бате Стрезо, дека такви журки има во Банско. Такви домакини дека биле овие. Знаеш што? За женски муавет да не правим, бате Стрезо. Партали. Абе, Бугарија направија Европски туристички центар за зимски спортови. Каква Австрија, каква Швајцарија, сите одат Бугарија, плюс тоа луѓе ни се поблизу, плюс тоа шуба кујна име, меѓу џуланче да си късниш, кебапчета, ќофтета, мерак. Мало огладнев ја, бате Стрезо. Мерак. Знаеш што ви е друго, бате Стрезо? Многу среќи имаме, бате Стрезо, што сме соседи. Виде на навигацијата, за 3 сати ние уствари ќе бидеме на стаза со ски, со севи, што готово. НК. Не, мора да истераме журките, леле, бате Стрезо, какви женски има, ја на Инстаграм имам гледано. Само не знам со Софија што. Софија. Ме врати се во младост како студент. Леле, Софија е една раскошна, една убајна, една мајко. Многу. Бате Стрезо, а ово ти така ми зборуваш, човек. Што ре? Па мене ми е женска, зашто така правиш му? Која Која ти младост е- како студент бе, бате Стрезо? Ама оди врви пред мене, ај оди врви пред мене. Тој му срамота правил е. бе, море за Софија, за градот прав муаве, тој за Софија женска на негова. Ама ајде оди побрза, повежбаме малу и јас со тебе се занимавам. Ќоиш кај ќе ти речам, јас и готово. Червено вино с нощи пих и капка не остана. И морно чело аз си стрих в кадриците на Ана. Не бих желал дори ништерка на султана. По устните ми штом гори целувката на Ана. Кој си се спрема за Бугарија на зимовање? Слушнав ќе одите во Банско? Ќе одиме, овој пас се утри изгледа дека знае да пее. Ќе ама прво треба да научиме да санкаме, пошто ние не знаеме да санкаме, а камоли да скијаме, глуждот ќе си го искаме. Ама ќоиш ти пешки кој што ми се гледа работава по дождов, да знаеш? Вишува сум облечен без за скијање.
Немај гајле, има еден куп инструктори таму ќе те научат и да санкаш, и да скијаш, и да бордаш ако сакаш. Имаш репертоар на активности. Да, само не можам да разберам како може батестрезот да е најак и со едрилица, и да е најак со глисер, и да е најак и до вода, и сега да ми кажу дека и у снег е најак, ама добро, нема врска. Ген. Ген, добро, Ген. извини. И немате проблем, таму ќе се научите да санкате, да скијате, што и да правите, потоа може на далечинско да се пуштите да се гледате серија. Поштено. И ќе го видите Игор Ангелов, нашиот актер. Тој е најпопуларен актер во Бугарија, бидејќи е херој на една телевизиска серија која што се емитува на ТВ Нова. А пред некое време освои награда на фестивал во Лондон за бугарски филм. Да. Јас знам уште нешто. Игор прави многу убаво ракивче. Кој ме одма кај него? Да, Не во Софија, кај него дома во Скопје. Кај него дома. И ти Не го не земаме. се надевај. Премал си за да пиеш ракија. добро, веќе од чошката ќе пробам ќе ви... Ајде, држте се. Врзете се. Врзани сме. Игор Ангелов, најпознатиот македонски актер во Бугарија, позиција која што си ја заработи преку телевизиска серија и филм во срцето на машината, кој што беше кандидат за Оскар минатата година. Па си доби и награда за споредна улога. Како си го заслужи овој статус? Па статус сега, да не зборуваме статус. Не мислам дека сум најпознатиот и не мислам дека сум заработен. Едноставно се случи да ме викнат да го сработам тој филм. Ја добив таа можност, ја сработив и после тоа добив уште една серија да ја работам во Бугарија и мислам на тој начин едноставно ми се даде можност да го направам тоа што го направив. Те поканија на кастинг? Ви треба македонски за актер? филмот не, јас имам пријатели со кои што колеги мои со кои што се гледаме, се слушаме. Има премиера тука во Скопје, имаше премиера на еден филм во Скопје. Јас дојдов на премиерата во Синаплекс и таму се видов со продуцентот, со режисерот и тогаш падна идејата, ми рекоа што мислиш, меѓу себе зборува, што мислиш да го земеме, да не го земеме. И така режисерот ми рече ај ќе ти се јавам, ќе се чуеме. Ми се јави, ми кажа за што станува збор, ми го даде сценариото, колку сум висок, колку сум тежок. И имавме првата проба беше како Zoom состанок. И едноставно на релација Софија-Скопје и така почна се. Ми честито ја доби улогата, кога можеш да дојдеш во Софија и тргна приказната. Тоа беше период на кога беше короната, се беше затворено, границите беа затворени, беше многу тешко да се помине технички границата. Па ми извадија документ некој за да можам да ја поминам границата. Отидов во Софија, поминав неколку седмици таму, имавме читачки проби со колегите со кои што се познавам, се запознав со други колеги, се собра екипата, имавме баш технички проби, читачки проби, јазикот го учев, го усовршував, костимот. Па се вратив назад во Скопје, па повторно отидов и влеговме во снимање. Снимавме околу 3 или 4 недели и така, после си се одврзува приказната. Што ти отвори врата? Тој филм ти ја отвори потоа како можност серијата Па да да, ја на снимаш, некој која што е исто така екстра популарна во Бугарија. Се Да. емитува на ТВ Нова. Следниот проект беше нешто сосема друго, беше телевизиска серија, 40 и неколку епизоди во продукција на телевизија Нова. И тоа беше серијал каде што играм улога на нешто сосема различно, негативец. Лик играв Србин, затоа што тоа го бараше продукцијата, главен негативец, каде што се врти околу мене. Значи има херои и како теленовела е филмот, трилер, има љубовни моменти, но во ликот на најстрашниот убиец влегов јас. Играв Србин, нешто што ми беше исто предизвик да го изиграм и така, мислам дека добро влегов во таа улога и некако добро се снајдов. Се помина подолг временски период во процесот на работа и на филмот и на телевизиската серија. Но колку дневно политичките случувања има рефлексија во вашиот процес на работа?
во однос на релацијата Македонија-Бугарија? Па искрено немаше апсолутно ништо. Може би имаше на ниво на шегување, на зезање меѓу нас. Например, кога бев во времето на короната, тогаш имаше зезање од типот сега сте Северна Македонија или Република Македонија. Ти чекај, од која или бивша Југословенска. Ама тоа е се на ниво на колеги кои што се зезаме. Или кога се појави предлог, некој па имаш, сега вие ќе морате тоа, сигурно, не. Некои сериозни отклони да имаше, некоја сериозно префрлање, дали сме ние ова, дали се тие ова, од каде потекнуваме ние, не. Филмаджиите, убеден сум и сигурен сум дека сегде во светот дишат ист воздух и размислуваат на поинаков начин. Генерално уметниците се тие кои што на друг начин ја сваќаат реалноста и јас за среќа се дружам и функционирам со такви луѓе. И пријателите моите колеги што се во Бугарија никогаш не сме размислувале и не сме артикулирале на никакви такви теми. Бугарите имат една узречица што е многу убава, топла, ќе ја цитирам сега, тоа викаат пълни глупости. Значи, баш мислам дека тоа се глупости кои што само не разделуваат и прават нешто, не знам, да има недоразбирање меѓу народите. Очевидно дека уметноста е на некој начин безбедно поле каде што може да се зборува на исти јазик, со исти крајни цели. А овие споредни работи кои што не обременуваат на дневна основа, веројатно само ги загорчуваат животите на обичниот човек. Гледам колку тешко излегуваат нашите представи надвор, колку ретко гостуваме во Бугарија, колку ретко бугарски представи доаѓаат кај нас, во Србија, во Грција скоро ништо. Во Грција не ми е јасно, мислам, зошто немаме никаков контакт со Албанија. Толку сме блиски, толку сме секој има контакти, има пријатели кои што преку лето сигурно сите шетаме по нашите околни држави, а тоа не го продолжуваме на некој начин во културата. Копродукција, филм, театар, серии, проекти и така натаму. Да, и тука е веројатно можноста, бидејќи сите земји се мали како пазари во основа, а со обединување под некакво заедничко знаме можеби на балканска кинематографија, може да се пласираат производи кои што ќе излезат на меѓународна сцена. Не е толку битно ние да направиме домашна продукција и сега ова што ќе го направиме овде да го пуштиме да се гледа во Бугарија или во Србија или во Хрватска. Или од таму да увеземе серии и да ги гледаме тука со дали ќе ги нахуваме или ти. Ама поважно е да направиме мостови, да направиме нешто заедничко, да зборуваме за нашите заеднички проблеми, да видиме што е тоа што не радува, што е тоа што не натажува, што е тоа заеднички што не прави да бидеме среќни и така да многу сме блиски. Значи многу сме блиски и да почнеме и како што сега разговарам со тебе на истиот начин разговарам и со колегите во Бугарија и во Србија, не ни се трудам да го зборувам нивниот јазик, а ме разбираат апсолутно лесно. Така да тоа е доказ дека треба да соработуваме. И ако зборуваме за таа можност за создавање на некаква балканска кинематографија, тогаш дали имаш желба со кој бугарски режисер сакаш да работиш, со кој српски режисер, што би играл? Си размислувал таа насока? Сакам да работам нешто кое што бега од стандардите, да речеме, на холивудскиот шаблон, да има некој структура холивудска со многу акции, со многу не знам што. Во последно време гледам многу европска кинематографија, ирански филмови. Би сакал да работам некој филм кој што личи на филмовите на Џафар Панахи или син му Панахи. Тоа филмаджиите го знаат што значи и ете, тоа е желба, например, што сега ја кажувам. Игор, јас мора да те прашам, знам жана моја ќе ме опери тама. Кажи. Колешки во Бугарија повој се него овде?
колешкиве во Бугарија? Колешките? Аха. Не. Не? Ништо, значи да не идам таму, зашто сакав да ти речам да ме земиш со тебе следниот пат. Не, Да ти многу се поможам по нешто. многу се разликата меѓу актрисите бугарски и актерките македонски се што таму е конкуренцијата многу посилна, пожестока, има многу повеќе театри и некако имам чувство дека ноктите им се многу повеќе пораснати на нивните актерки и многу е поголема битката за да се стигне до нешто. Значи сакаш да ми кажеш дека во Бугарија поќе гребет за работа? Да, апсолутно. Повеќе. И сега кога зборуваме за желбите кои што треба да си ги оствариме во следниот период, а 24-та ни е тука, што сакаш да ти се случи во 24-та и колку нешто таа листа реално може да бидат остварени? Але прво, што сакаш да се случи во 24-та? Па желбите секогаш се врзуваат со семејството. Мислам ајве сега да семејството се разбира. Е на прво место сите да бидеме живи, здрави, убави какви што сме, да си се имаме меѓу себе, да се сакаме. На професионален план некако во последниот период почнав да ги вртам работите кон себе. Имам идеја да режирам представа. Сакам да режирам представа, што јас ќе ја режирам, јас ќе играм во нејзе и ќе почнам и сакам да направам представа која што во нејзе ќе кажам тоа што сакам да го кажам, ќе ја играм јас, веќе размислувам со кои актери да ја сработам представата и тоа да биде продукт кој што ќе го шетам насекаде. Сакам малку да застанам позади како режисер на театарска представа и да видам што ќе направам со тоа. За да го финишираме разговорот, тогаш како би ги режирал македонско-бугарските односи? Ке се јавам на колегите мои актери од Софија, од Бугарија и би им понудил некој проект да работиме. Тоа е најубавото решавање. Да изрежираме на представа каде што ќе играме и мојата екипа од тука и нивната екипа и ќе патуваме и тука и таму да ја играме представата. Човечко зближување? Апсолутно. Мислам и професионално и човечко и без да гледаме кој каков пасош има и дедо му од каде бил и што кажал. Мислам. Продолжи да градиш мостови затоа што тоа се решение за патиштата кои што очигледно не може да се движат паралелно, туку треба да се спојуваат на одредени места. Апсолутно, мислам колку и да звучи сега на крај да завршиме, не знам, и сите да си подадеме рака и да бидеме заедно, во суштина тоа е тоа. Мислам да ја оставиме работата на тие што се паметните луѓе, нека си ги бркат нивните работи. Видовме дека не се паметни. Свативме дека се стварно глупави и ништо паметно не ни понудија, не ни направија во овие години. Така да тоа што ние си го имаме со уметноста, да продолжиме да си го правиме. Баш тие мостови кои што ќе не поврзат. Фала ти многу. Фала и на вас. Јас, Игор, само сакам да ти посакам да ти се јават од сите можни аудиции што си бил периодов и да те викнат на појќе полој на одлив и ти да си даиш по едно ракивче од она твоја што ја правиш специјална. Стреза, фала ти посакувам и тебе заедно да работим. Ја и ти сме колеги, сме работеле нешто, јас и ти, имаме Кратко. нешто снимано. Да. Посакувам и театар да работиме заедно, и филм, и многу убави работи да ни се случат. Зашто знам дека ова што го зборувам и ти на некој начин стоиш за тоа и посакуваме сите некој таков простор за работа, такво поле каде што можеме да креираме и да действуваме. Само уметноста ќе ги спои тие две држави. Апсолутно. Сите, никој друг. Ние Апсолутно. уметниците сме на браникот и мислам дека треба да продолжиме да го правиме. Точно. Ани, здраво живо. Здраво. Како сте? Здравонци. Вака ние сме спремни, јас центар во тој може ти резерва, ако не ако сакаш ме оклајме некој крило. Баш живе, нема проблем. Може? Готова? Ајде. Само дај малку топката. Дај му, Првен ајде. за фудбал, знаеш дека треба кондиција малку да имаме. Вртиме 2 круга, ама не влечење, него малку побрзо. Ајде, дај.
Ајде. Цел круг, Два круга, ајде. Додека им кажам, фала ти многу да си го направиме Два муа. круга. Мики, ти си кондиционен тренер 15 години наназад од Ботев и Локомотив во Пловдив, потоа Левски во Софија. Те начекувам на пауза во На Скопје. пауза, меѓу два клуба, да. Што значи да се биде кондиционен тренер во најтрофејните тимови кои што се во Бугарија, особено како македонец кога владеат тензични политички односи? Видете, во такви клубови кои се на високо ниво, зборам за професионални фудбалски клубови, таму фудбалерите и стручниот штаб се интернационалци. Нема многу време за дневна политика. Прво се гледаат резултатите, што ни е најважно. Дневната политика ја оставаме за кафе муабет пред и после тренинг. Тоа значи дека твоето знаење и искуство кое што го имаш акумулирано низ годините во фудбалот ти обезбедува таа угледна позиција која што ја имаш на таа фудбалска бугарска сцена. Па да, искуството, пред се знаењето, или што го имам стекнато низ времето, почнувајќи од факултетот за физичка култура, разни дошколувања и разни семинари, и искуството најголемо доаѓа од тренерските имиња. Сум работел со едни од најголемите тренерски имиња во соседна Бугарија, така да тоа е било приоритет, нели, за да ме изберат и да стојам таму. Но највеќе од се е способноста да работам под притисок и да извршуваш задачите брзо, да можеш да ги извршиш, да наоѓаш решенија кога има нерешливи ситуации. Тоа значи дека те поврзуваат со трофејни клубови. Па да, тоа се најголемите клубови во Бугарија. Како во едно време во Југославија големиот шлем беше Црвена звезда, Партизан, Хајдук и Динамо, така во Бугарија се Левски, ЦСК, Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив. Тоа се најголемите клубови таму и честа да работиш таму е многу голем. Како реагираат фудбалерите на тоа дека ти си македонец? Како реагираат останатите тимови кои што се во лигата? Се чувствувало ли некакви препирки по таа основа? Не, нема такво нешто. Мислам, хиерархијата таму се почитува, мислам, без некакви проблеми или нешто, без разлика кој од кај доаѓа, затоа што е таму шаренило од националности. И се знае, тренерот си има свое место, фудбалерите си имаат свое место, така да нема никакви проблеми. И како реагираат на тебе публиката кога ќе се забележи одреден резултат на одреден тим? Тоа сакам да кажам, тоа е најважно. Резултатот е најважен. Никој не прашува кој од каде или што е. Секој си го сака клубот и тимот за кој што навива до, не знам, до максимум. Така да не е битно воопшто од која земја доаѓаш или дали си од Македонија или од не знам од каде. Така да не е, успехот е пред се. Добро, успева спортот и фудбалот да биде имун на политичките случувања? Не, за жал не. Не успева. Но особено на Балканот клубовите се, тоест навијачките групи се под влијание на политичките ситуации, нели, што се случуваат. Така да, на жалост наша и на клубовите, особено што неретко добиваме казни од УЕФА и од местната федерација, нели, особено за некои скандирања или некои, не знам, што се вадат постери или нешто. Така да, за жал е така, но да се надеваме дека со времето тоа ќе се искорени, особено на Балканот, затоа што секаде на каде и да отидете, фудбалот пред се е забава. Не е место каде што се решаваат политичките проблеми. Фала многу, еве ги нашиве дечки, ама слабо со кондицијата. Многу добро. Да? Топ. Супер. Фудбал може и утре да играме. Може утре тогаш, Да се денес собереме, одмараме. пише за група дека се договориме. Се изнаигравме. На здраве, јаде. Мака нема трофеи. Днеска ми ги подаде таму. Вика, ајде, Еве, ние ги сме играли. Во време на затегнати политички односи меѓу Македонија и Бугарија, кога човек ќе се праша каква е моќта на уметноста и на културата, најсоодветен одговор може да добиеме од маестро Најден Тодоров, кој што веќе има
Два пати искуство со Македонската филхармонија, еднаш гостувавте со Софиската филхармонија токму тука кај нас. И сериозно, ако политиката ја имаме тука како некакв маркер за нашите две соседни земји, што може да направи културата? Културата може всичко да направи. Аз винаги съм смятал, че културата и политиката са антоними. Политиката винаги разделя хората, навсякъде по света, но културата ги събира заедно. И това, което винаги съм вярвал, че дори в най-тежки политически отношения, културата отново събира хората заедно. И има нещо, което аз трябва да го кажа за отношенията на България и Македония. Когато идвахме с Софийската филхармония в Скопие, аз тогава и бях и в София министър. И те ми казваха, сега е опасно, може би не трябва да ходиш в Македония, да не стане проблем нещо. И аз си казах, това е музика, това е изкуство, няма, какво може да стане? И дойдохме тук, пратиха човек да бъде заедно с нас, да види да не стане някакъв проблем. Имаше проблем. Проблемът беше, че публиката много ни хареса. Защото публиката не се интересува този от там, този от тук. Публиката иска да чуе музиката и музиката събира хората заедно. И освен това, като си говоря с различни музиканти от Македония, тях не им е важно аз откъде съм. Ако се разбираме като музиканти, то всичкото е супер. И аз това, което винаги мисля е, че ако искаме отношенията между двете държави да са добри, не трябва да мислим кое ни разделя. Всички някой нещо ги разделя. Особено днес по света всички хора са разделени. То е време разделно. Но ако искаме да сме добре, трябва да почнем да се питаме, а кое ни събира заедно? Културата ни събира заедно. Защото ето като дойдохме с Софийската филхармония, той беше най-топлият прием, който сме имали тук от македонската публика. Беше приказно. Музикантите в София пак казаха, кога пак ще ходим в Скопие. И си мисля, че за да станат по-добри отношенията България и Македония, може би сега трябва да чакаме и трябва да работим Македонската филхармония да дойде в София. Да, вие имате улога на директор на Софиската филхармонија. Имате богата биографија која што има светски центри, меѓутоа очигледно дека ако веќе постои ваква некоја иницијатива, ќе може да ја ставите во функција и да биде таа реалност во престојната 24-та. О, да. И тој треба да се случи. Трябва да се случи, защото трябва ние хората на културата, да покажем на политиците, че ние работим заедно и че ние се разбираме. Защото под политиците хората в България и Македония се разбират. И аз сега в София правим един концерт през април с Софийската филхармония, който е с Симон Тръпчевски, с Александър Краповски и един български челист Александър Сомов. Концерт, който се казва Македонисимо с Софийската филхармония. Да покажем на нашата публика, за да се зарадва и тя малко на македонската музика. И това е начина. Начинът е да правим повече музика заедно и после политиката тя ще трябва да ни догони и политиците ще трябва да се оправят. Ви благодарам за ентузијазмот кој што го имате на овој начин на спојување на нашите земји. Се надам дека тие чувства нема да бидат само взаимни меѓу музичарите, туку и народот ќе го доживее на ист начин. И аз съм сигурен, че ще бъде така. Ви посакувам многу успешни понатамошни концерти и ви благодарам многу за разговор. Благодаря. О, убајна! О, господи Дестевче! Лепдам, бате Стрезо. Се прероди. Појака идеја немаш у живот да е, ја ти кажам. Да ме слушаш. Да се пентериме горе со скине, глуждо и да искршаме. Нормално, да си го слушаш, бате Стрезе, убаво што немаше место таму Банско малку. Овде во Сандански 100 пати полго е. Ем че си искапиме базенче, ем че си направиме едно джакузи, една сауна. Има джакузи, бате Стрезо, мора джакузи, ја не отидов на джакузи. Лебе таму. Извинете, господи. Ле. Ама морам да отидам у джакузи, бате Стрезо. Слушаш, беше ти на масажа, мамо, ја кај бев. Бев сегде све поминав сетви овде да видиш убајна. Ските ми ги искрши. Убајна ни ме направи. Леле. Стефче, види, шо име, змаре, гледај. Бате Стрезе.
1794 ми е било бајато, кај се пиело, дај одва твоева сигурно е поново. Дај ова бајато, ајде, леле, да си кажам право колку сум ми гладен, ајде направи, ајде си го звано. Ово што е благо. Уж пој ќе ме направи гладен овај. Гладен. Мето ставим води за јадење. Гладен. Се понашам кога да не сум јаден. Гладен е, тргам по рецептот на мето залеп. Гладен. Мали, лесно е да дојдеш до внимание. Ај бате стрезо да јадем. Али тешко е да дојдеш до влијание. Тик-так, тигири-гирик-так. Тик-так, тигири-гирик-так, тик-тик.